Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, во однос на извештајот за работа на Државната комисија за спречување на корупција за 2020 година, разговаравме на комисијата и таму беа посочени конкретни забелешки на кои што имаме најмногу забелешки и во однос на една институција која што е внесена во системот која што треба да се бори против корупцијата. За жал, во Република Македонија од спектарот на институции кои што се борат со корупцијата имаме најголеми критики од сите релевантни институции и сите меѓународни организации кои што во дадениот момент ни ги даваат и ни ги посочуваат сите недостатоци кои што ги имаме. Така, и State Department-от секогаш во извештаите добронамерно не посочува дека имаме конкретни недостатоци. Една од институциите е токму и Државната комисија и во последниот извештај вели ограниченост и независно судство, висока корупција во судскиот совет, политизиран судски совет. Ова е недозволиво како држава, не смееме да си ги дозволиме овие квалификации и затоа се наоѓаме на 111-тото место по степенот на перцепција за корупција, сме третирани како хибриден режим и сите негативни извештаи од страна на Европската комисија за пристапување кон Европската унија. Од сите извештаи кои што ги имаме од Комисијата за спречување на корупција се повторуваат за жал истите забелешки. Во еден од прегледите кои што се доставени во самиот извештај е прегледот за доставени иницијативи и нивен статус. Мораме да потенцираме дека доставени иницијативи за судир на интереси имаме најмногу во владата на Република Македонија, а за корупција имаме 9. Исто така и градоначалниците предничат овде, односно се втори на листата, со судир на интереси имаме 5, а за корупција 3 и основното јавно обвинителство на 8 место со 2. Меѓутоа, ова не е толку загрижувачки колку што фактот дека во истата ова табела, односно во истиот овој преглед, во оние кои што не доставиле одговор и за судирот на интереси, и за корупција е 18 предмети, или 31% од она што било доставено до самата комисија. Ова значи дека институциите во Република Македонија и носителите на извршната власт, како градоначалници, како министри, директори и сите други овластени службени лица кои што имаат одредена раководна позиција, не доставуваат одговор до самата комисија за да добијат на време, односно истите на своевиден начин да го пролонгираат постапувањето по нивните предмети и да предизвикат или релативно или апсолутно застарување на нивните дела. Ова е индикатор за потенцијален криминал и корупција во институциите со самото тоа што не доставуваат документација побарана од страна на комисијата. Недозволиво е за комисијата да се помири со фактот дека одредена институција не доставува документи и со тоа случаевите да стојат или во фиока или на страна. Со тоа се добива на време во однос на застарување на самите предмети. Индикаторот дека самите одбиваат да достават ваков извештај, односно вакви документи, е сумнителен и тука постои сериозен индикатор за постојање на криминал. Затоа, овие предмети и покрај противењето на овие институции или носители на извршните функции, сметам дека антикорупцијската комисија, односно Комисијата за спречување на корупцијата, треба да ги достави и да ги процесуира преку надлежните институции, односно преку јавното обвинителство и сите надлежни истражни органи за утврдување на фактичката состојба на овие предмети, а со тоа да се воспостави на едно ниво на кое што треба самата комисија да биде. Ова е непочитување на самата комисија и
задкулисно зацкривање на сите овие проблеми и на сите овие криминални дејанија кои што постојат. Меѓутоа, во однос на самиот број на предмети кои што се поднесува до Државната комисија за спречување на корупција, компаративно од 2019 и 2020 година имаме зголемување, односно намалување на бројот на предмети кои се поднесени за судирот на интерес. Односно во 2020 година имаме 86, за разлика од 2019 каде што имаме 430. Меѓутоа, бројот на евидентирани предмети за поднесени и по собствена иницијатива е многу мал. Ова е, лично сметам дека е ова неажурност на самата комисија. Односно, вели вака: број на евидентирани предмети, собствена иницијатива во 2019 имало 66, во 2020 само 6. По допрен глас или по службена должност, комисијата има овластување да ги провери сите наводи за кои што имат дослушнато дека има одредени индикации за пречекорување, односно противзаконски дејанија. А овде станува збор за само 6 процесуирани предмети по собствена иницијатива. Согласно сите принципи за работа и целите и задачите на комисијата, сметам дека ова е недозволиво и затоа со ова поднесување од само 6 самоиницијативни предмети е недоволно за да се расчисти целиот спектар на корупција кој што владее во Република Македонија, а сите сме сведоци на секојдневното коруптивно однесување на носителите на извршната власт. И затоа сме така вреднати. Во една изјава и председателката, која што не е овде, ќе рече: функционерите се согласни да платат прекршочна санкција од околу 500 евра, само да не достават точни податоци во однос на нивната имотна и финансиска состојба. Ова е уште еден индикатор каде што не можам да се согласам и каде што сметам дека самата комисија со изрекување на прекршочна санкција, која впрочем има е единствена надлежност во однос на изрекување на санкции, е недоволна, односно за 500 евра, кој што е подготвен сторителот да ги плати, а со тоа зацкрива можеби милионски суми зад кои што може да се заткрие и потеклото на имотот и во однос на финансиската состојба со која што располага. Ова е уште една основа каде што и самата комисија треба само иницијативно да поведе постапка пред истражните органи и пред јавното обвинителство, по службена должност истите да ги проверат сите факти, бидејќи по барање на надлежните истражни органи сите овие факти можат да бидат проверени и иако самиот подносител, односно оној кој што избегнува да поднесе, не сака да ги достави овие документи. Со тоа сметам дека и овој број на поднесени иницијативи ќе биде многу поголем, а крајната разрешница и расчистување на криминалните дејанија ќе биде на повисоко ниво. Зошто? Бидејќи самата комисија е стручна, знае што да побара, знае како да го побара, а не станува збор за лаичко поднесување на одредени пријави од поединци кои што сакајки да допринесат за правда во Република Македонија, поднесуваат пријави, меѓутоа можеби се недоволно или се незасновани на соодветни факти и докази. Самата комисија кога истата ќе ги поднесе, ќе ги санкционира овие луѓе, истите нема да бидат стимулирани дополнително да го зацкриват сето она кое што на криминален начин им е стекнато. Милувате да казнувате одредени дејанија кои што одредени поединци ги сториле за ситни кривични дела, да, треба да биде санкциониран секој до последен, меѓутоа крупните и големите криминални скандали и афери немаат разрешница. Зошто? Бидејќи токму ова, кое што го потенциравме, истите се подготвени да платат, кога станува збор за финансиска, односно за парична казна, само за да избегнат одредено кривично гонење и одредена кривична санкција која што им запретува со поднесување на соодветни акти од страна на
надлежните органи за спроведување и на истраги и на прогон во Република Македонија. Се додека така се однесуваме, во Република Македонија нема да постои правда. Нема да имаме правда, нема да постои правна држава, бидејќи вредностите не се испревртени, односно извршната власт владее и со законодавната и со локалната, а секако под капа ги има ставано и сите овие институции кои што треба, впрочем, и да ги расчистат сите овие дејанија. Ви благодарам.